Европската унија е се поблиску до одлука за визна либерализација за Турција, но разговорите ќе продолжат барем до декември, изјави претседателот на Европскиот совет Доналд Туск во интервју за германски Билд. Како што рече, унијата инсистира дека тоа ќе се случи дури кога ќе се исполнат сите критериуми без исклучоци. Договорот Европска унија Турција за решавање на мигрантската криза предвидува 72 услови, од кои главниот камен на сопнување е начинот на кој Анкара го дефинира тероризмот. Германската канцеларка Меркел во Пекинг се сретна со кинескиот премиер Ли Кечијанг. Главна тема на разговорите беа трговските договори со германските фирми и големото производство на челик во Кина. Посетата се случува во време на растечка загриженост меѓу германските компании поради пречките со кои се соочуваат во работењето со Кина. Двајцата лидери разговараа и за новиот кинески закон за невладини организации, кој беше критикуван од повеќе странски политичари, бидејќи со него националната политика добива голема надлежност да ги контролира. Меркел треба да се сретне и со кинескиот председател Џин Пинг, а пред враќањето во Берлин ќе посети фабриката на BMW во Шенјанг. Нови 4000 лица избегале од ирачкиот град Фалуџа, кој се наоѓа под контрола на Исламска држава, откако ирачката војска успеала да ја врати контролата врз патот кој води кон градот. Норвешкиот совет за бегалци кој им помага на бегалците и внатрешно раселените ирачани соопшти дека вкупниот број на граѓани на Фалуџа кои го напуштиле градот од почетокот на офанзивата на ирачките сили кон крајот на мај изнесува 27.580. Хуманитарните организации проценуваат дека во Фалуџа и натаму се заглавени околу 50.000 цивили. Некои бегалци велат дека членовите на Исламска држава од секој што сака да ја напушти Фалуџа бараат 150.000 ирачки динари или околу 130 американски долари. Градот е веќе 2 години под контрола на Исламска држава и е последен поголем град во западниот дел од Ирак, кој се уште се наоѓа под контрола на џихадистите. Исламска држава повторно го згрози светот со ново пропагандно видео од џихадист кој го погубува својот брат. На видеото Абу Абдалах погубува двајца мажи, од кои едниот е негов брат. Тој е екзекутиран по обвинение за шпионажа на проект на коалицијата предводена од САД. Ова свирепо убиство е објавено само 5 месеци откако член на Исламска држава ја уби својата мајка бидејќи се обидела да ја напушти територијата контролирана од страна на Исламска држава во Сирија.